Кон крајот на февруари, украинскиот војник Илја Махалчук се борел во близина на Бахмут, Украина, кога бил ранет и заробен од борците на Вагнер. Михалчук вели дека 6 недели во заробеништво биле едни од најболните во неговиот живот. Цю руку практично було відірвано. Оваа рака беше речиси откорната. Многу крварев. Михалчук верува дека неговата лева рака можела да биде спасена доколку ја добил неопходната медицинска помош. Цього сам собі наложував турнікет, все нормально. Сам ставив завој на раката, можев да мрдам со прстите. Добро бев. Да, раката крвареше, но се сомневам дека ми требаше ампутација. Михалчук вели дека додека го држеле во подрум со други заробеници, едва и добивал лекови против болки. На моменти добивал маст за раните. Поддршката на неговите другари му помогнала да се справи со болката. Попався в полон. Во одреден момент видовме украински лекар. Тој беше исто така заробен. Ни ги менуваше завоите, ни даваше инекции против болки. Имавме среќа. Во средината на април, Михалчук беше ослободен во размена на затвореници. По повеќе операции во Украина, тој замина во САД, каде што чека да добие нови бионички протези. There's a ton of things he can do. He could Ќе може многу работи да прави, ќе може се. Од готвење, чистење, други работи низ куќата. Я думаю, со Ќе временем биде со тек на времето. Нема да е брзо. Летот, сместувањето и немедицинските трошоци ги плати добротворната организација Обединети да ја помогнеме на Украина, која им помага на украинските војници да добијат протези. Медицинскиот центар за протетика во Вашингтон бесплатно изработува протези за војниците. Протезите, како оние што ќе ги добие Михалчук, вообичаено чинат околу $100,000 со вклучена рехабилитација. You see where they were before. Барем можеме да ги покриеме трошоците, но главно тоа се само донации, нашето време и напор. Но кога ќе погледнете каде биле пред тоа, што можеле да направат? Да можеш да им помогнеш во процесот на закрепнување. Тоа е супер работа. Пред војната, Михалчук работел како градежен работник. Денес, неговата главна работа е да се навикне на новите раце.